Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. На 22 јули во рамките на 48-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што од 19 до 29 јули ќе се одржи во Бусан, Јужна Кореја, ќе биде донесена конечната одлука за статусот на природното и културното наследство на Охридскиот регион. Нацрт одлуката на комитетот е објавена и истата предвидува Охридскиот регион да биде впишан на листата на светско наследство во опасност, со оценка дека и покрај одреден напредок, деградацијата на неговата исклучителна универзална вредност продолжува. Во документот се поздравуваат законодавните иницијативи во Македонија и подготовката на корективни мерки во Албанија, но сепак, комитетот со најголема загриженост констатира дека напредокот во спроведувањето на препораките од реактивните мониторинг мисии од 2017-та, 2020-та и 2024 година останува ограничен. Од двете држави се бара да ја зајакнат прекуграничната соработка, особено во однос на алтернативната траса на железничкиот коридор 8. Комитетот бара проектот да не се реализира се додека не бидат изработени и доставени сите потребни студии и проценки за влијанието врз светското наследство. Во однос на Македонија повторно се бара забрзана проценка на влијанието од дивоградбите и преземање корективни мерки, вклучително и нивно отстранување. Исто така се бара да се стопираат измените на деталните урбанистички планови и носењето локални развојни планови надвор од населените места, се додека не биде изработена сеопфатна стратешка оцена на влијанието врз животната средина. Комитетот нотира дека е во подготовка закон за прогласување на студенчишкото блато за парк на природата, но изразува жалење што продолжува изградбата на комплексот Горица 3 поради неговите потенцијални негативни влијанија врз исклучителната универзална вредност на регионот. Се бара прекин на ваквите активности до завршување на неопходните проценки. Во нацрт одлуката се оценува дека и покрај известниот напредок спроведувањето на препораките од реактивните мисии останува недоволно. Како главни причини се наведуваат слабата прекугранична координација, недостигот од сеопфатна стратешка оценка на влијанијата, нерешени урбанистички проблеми и бесправна градба, континуирани развојни притисоци, како и бавна реализација на проектите за отпадни води и управувањето со отпадот. Поради тоа, во нацрт одлуката се предлага Охридскиот регион да биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Истовремено од Албанија и Македонија се бара до 1 февруари 2027 година да изготва заеднички корективни мерки со јасна временска рамка за нивна реализација и да достават нов извештај за состојбата на локалитетот. И минатата година, на 47-та сесија, нацрт одлуката предвидуваше Охридскиот регион да биде впишан на листата на светско наследство во опасност, но по амандман поднесен од владата на Македонија, комитетот тогаш ја одложи одлуката и им даде дополнителен едногодишен рок на Македонија и Албанија за спроведување на препораките. Таквиот чекор тогаш беше остро критикуван од 40 граѓански организации од Македонија, Албанија и од Европа, кои оценија дека УНЕСКО со таквата одлука ги изневерил сопствените принципи, комитетот ги игнорирал препораките на експертските мисии и го наградил непочитувањето на Конвенцијата за светско наследство од страна на властите во двете земји. Студентскиот дом Никола Карев во Охрид ова лето останува затворен. По завршувањето на академската година студентите го напуштија домот, кој повеќе од 2 недели поради натрупаните долгови повторно остана без струја. За разлика од изминатите години, кога во текот на летото остваруваше приходи од сместување туристи, оваа сезона објектот нема да работи комерцијално. Министерката за образование и наука информираше дека во тек е смена на директорот, поради како што рече, недомакинско работење. Оваа година ќе почне реновирањето на студентскиот дом во Охрид, тоа е во лоша состојба. Да, ние направивме ревизија, свесни сме дека досегашното раководство крајно недомакински работело и во моментов е процес на промена на директорот.
По повеќе од 6 децении од изградбата, до крајот на летото се очекува да започне реконструкцијата. Студентскиот дом треба да добие целосно нов лик. Проектот предвидува целосна реконструкција на собите, кујната, ресторанот, рецепцијата, административните простории, нова фасада, поставување соларни панели, како и воведување централно грејење и ладење. Почнуваме со темелна реконструкција на студентскиот дом, севкупни вложувања на МОН од околу 5,5 милиони евра во Охрид. Работиме за младите, им овозможуваме подобри услови, секако и на нивните наставници, кои се клучна карика во образовниот систем, за стекнување на повеќе знаење, повеќе вештини, повеќе компетенции. Додека трае реконструкцијата, студентите ќе се сместуваат во дел од постојните хотелски капацитети во Охрид. Од Министерството очекуваат со проектот да се подобрат условите за престој на студентите, да се надминат долгогодишните проблеми во работењето и домот повторно да стане функционален и одржлив. Студентскиот дом Охрид располага со капацитет од 240 легла, но со години се соочува со намален број студенти и финансиски проблеми. Трим и лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сонче во време со мала до умерена локална облачност, попладне со услови за изолирана појава на нестабилност со дожд. Максималната температура се искачи до 32 степени. Утре во Охрид сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна до 31 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 11 до максимални 38 степени. Времето во следните денови ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер. Особено топло ќе биде во петок и во деновите од викендот, кога дневната температура на секаде ќе биде на 30 степени.